Кон крајот на 2021 година Европската Унија донираше апарат за магнетна резонанца во болницата Свети Еразмо во Охрид. И не само таму. Апарати за магнетна резонанца беа подарени и ставени во употреба и во болниците во Прилеп и Струмица. На болниците во Кичево, Куманово, Кавадарци, Гевгелија и на клиниката за пулмологија во Скопје пак им беа подарени апарати за компјутерска томографија. These machines are so important because they provide early diagnosis. Early diagnosis means that prevention and early treatment can help to ensure death or suffering. Зголемувањето на бројот на нови апарати требаше да го подигне и квалитетот и достапноста на овие дијагностички услуги за пациентите. Но на почетокот на годинава, во јануари, државните ревизори констатираа нешто сосема друго. И покрај тоа што бројот на апарати за магнетна резонанца низ државата се зголемил двојно, од 7 на 14, обемот на услуги останал ист. When we help, we expect the authorities to deliver too. Citizens expect that also. Let's use this opportunity to appeal to all concerned to to make the full use of the donated equipment. After all, it's in the interests of as many patients as possible. Вообичаена понеделничка гужва на клиниките во Скопје. Пред Институтот за радиологија се чини нема поголеми задржувања за преглед, но зад вратите се гледа редица пациенти на шалтер. Голем дел од нив велат дека заглавиле чекајќи резултати. Други се жалат дека не успеале или едва закажале термин за магнетна резонанца или компјутерска томографија. Не успеав да закажам, тоа се чека повеќе од 6 месеци. Моето беше хитно, значи ми се откачи тромбоз во окот со хитни упати. А иначе се чека, секаде се чека. Немаме лекари ние. Тоа е тоа. Закажав термин, да ти кажам право, срам ми да ти кажам преку пријатели. Нуката ми работи медицинска сестра и така ми закажа. Чекам за резултат, ведеш. За резултат колку време чекате? Први 3 месеци е личат. Сега бебке секретарка дојде 12, а 32 ми е шекерот. Резултатите се чекаат за малку повеќе, затоа што не се наоѓа доктор и рентгенолог да ги прочита резултатите, не се скриви тие. Директорката на Институтот за радиологија Гордана Антулеска-Белчевска вели дека на клиниката имаат 3 апарати за магнетна резонанца и 4 за компјутерска томографија. Сите се во функција, а работата е организирана во 2 смени. 2 од апаратите за магнетна резонанца се нови од 2022 година. Со јачина од 3 Тесли, апаратите се едни од најсофистицираните во регионот. Просечниот број на прегледи на дневно ниво за магнетната резонанца кај нас се движи 65 до 70, што значи дека некаде за 50% повеќе работиме од вообичаеното или дозволеното или предвиденото. Кој тука го офаќаме? Ги офаќаме приоритетните пациенти, чиј што упат трае 7 дена, секако итните пациенти, а со реорганизацијата на термините имаме доволно термини и за амбулантски и за сервисни пациенти, така да сме во имаме добра соработка со сите клиники. Според Белчевска, капацитетот на работа е значително зголемен, но за да може максимално да се користат апаратите, недостасува кадар. Имајќи во предвид дека се соочуваме со недостиг на кадар, во втора смена се вклучени еден апарат за компјутерска томографија и еден апарат за магнетна резонанца. Според правилникот на Министерството за здравство за закажување на термини, терминот за магнетна резонанца се закажува на секои 30 минути. Со оглед на фактот што радиолозите имаат бенефицирано работно време од 6 часа со половина час пауза, значи во едно работно време на еден апарат би можело да се изработат 11 прегледи, односно да се завршат 11 пациенти. Со такво темпо Институтот за радиологија прави по околу 3700 прегледи по апарат на годишно ниво. Така пребројале од Државниот завод за ревизија, анализирајќи ги податоците од 2017 до 2022 година за потребите на извештајот
користење на здравствените услуги за радиолошка дијагностика со магнетна резонанца. Според истиот документ, за периодот 2017-2022 година, поголем просек на прегледи по апарат има само болницата во Битола – 4390. Со тоа битолската болница е единствената во земјава која, како што нотираат ревизорите, влегува во зоната од 4 до 9000 снимања годишно по апарат, вредности што се опишани како граници на најнизок и највисок просек на годишни снимања по апарат во Европската Унија. Сите други болници во земјава ги користат апаратите далеку поретко, при што апаратите се најмалку искористени во Тетово со само 843 прегледи годишно по уред, односно околу 5 пати помалку од битолската болница и долната граница на просекот во ЕУ. Еднакво загрижувачки факт во извештајот на Државниот завод за ревизија е и тоа што покрај зголемен број апарати, бројот на прегледи останува горе-долу ист. Низ бројки во 2017 година со 7 апарати за магнетна резонанца низ цела држава биле направени околу 19.000 прегледи. Следните 2 години со еден апарат повеќе биле правени по околу 21.000 прегледи. На почетокот на ковид кризата, разбирливо, драматично паѓа бројот на дијагностички и превентивни прегледи. Веднаш потоа, земјава се подновила со 6 апарати. Сепак, во 2022 година се направени околу 19.000 прегледи, односно слично како во 2017, кога државното здравство располагало со двојно помалку уреди. Повикувајќи се на овие податоци, евроамбасадорот Дейвид Гир неодамна изрази загриженост што опремата која ЕУ ја донира за магнетна резонанца и за компјутерска томографија недоволно се користи. I was dismayed to read in the recent report by the State Audit Authority, which suggests that the expansion of MRI systems in North Macedonia has not resulted in an increase in use, and certainly not to the level of EU member states. Why? We have to do better. 360 степени упати неколку прашања до Министерството за здравство во врска со апаратите кои земјата ги доби како подарок од Европската Унија. Добивме прецизен одговор само за бројот на снимања за 2 од донираните 8 уреда. На Универзитетската клиника за пулмологија, КТ апаратот е ставен во функција во јуни 2022. Само во текот на првата година се снимени вкупно 1658 пациенти, а во периодот од јуни 2023 до денес снимени се 2153 пациенти. Во Општа болница Струмица, апаратот за магнетна резонанца е ставен во употреба во март 2022 година и просечно на годишно ниво се вршат околу 1800 снимања. На прашањето колку чинат подарените апарати, од здравство не упатија одговор да бараме кај Европската Унија. Зошто апаратите за радиолошка дијагностика не се користат доволно, проверивме во 2 од болниците каде беа инсталирани подарени уреди од Европската Унија. Во Општата болница во Прилеп, системот за магнетна резонанца е во функција од мај 2022 година. На апаратот работат 2 рентген техничарки кои поминале посебна обука пред да почнат со работа. Конкретно во едукацијата беше опфатен од самиот процес на почнување на снимање на пациентите до самата подготовка, што се може да се снима на магнет, кои се контраиндикации за самото снимање на магнет. Значи пациенти кои што се со вградени импланти не идат да се снимаат на магнет, ради што има јако магнетно поле. Денеска конкретно имав не 10 пациенти. Снимањето зависи од видот на прегледот што го правиме. Например, глава трае некаде околу 20 минути, колено ни едно од подолгите снимања, тоа трае околу 45 минути. Кичмите траат некаде пократко, значи зависно од делот на телото кој што се снима. Иако има денови кога доаѓаат по 10 пациенти, просекот сепак е далеку помал. Според директорката на болницата Кети Смилеска, има причина зошто е така. Во текот на 2023 година имавме дефект на магнетот и беше надвор од употреба 3 месеци и токму затоа тие бројки не го исполнуваат просекот, односно 5 пациенти во текот на денот сме снимале во текот на 2023 година. За да во 2024 година имаме во просек 6 пациенти во текот на денот, заради тоа што работи само една смена и дијагностицираме магнет на глава, на робет и на колено. Значи ги немаме сите дијагностики. Смилеска вели дека апаратурата ја користат колку што имаат можности. Работат со 3 радиолози и 2 рентген техничарки. Според неа, недостасува кадар, а и оној што го имаат не е обучен за читање резултати од магнетна резонанца.
Во нашата болница докторите во моментот не ги читаат резултатите од магнет, затоа ангажираме доктори од Битолската болница и од клиника од Скопје. Двајца доктори од Битола доаѓаат, вклучително и на дежурства, го потполнуваат оној недостаток што го имаме со нашите рентгенолози и уште две докторки од Институтот за радиологија доаѓаат и тие, додека се на дежурство, ги читаат и резултатите кои што во текот на тој ден се направиле снимките на магнет. Друг дониран апарат од ЕУ за компјутерска томографија се наоѓа во општата болница Кавадарци. За пациентите од Тиквешкиот регион, ова значи рана и навремена дијагностика, велат лекарите кои пред да почнат да го употребуваат апаратот, поминале посебна обука заедно со техничарите. Со самиот апарат работиме компјутерска томографија на глава, торакс, абдомен, мала карлица, катаурографии. Меѓутоа апаратот е доста софистициран, доста современ и софистициран и самите технички перформанси на апаратот дозволуваат и други работи да се работат во смисла да се работи катаангиографија, да се работи виртуелна колоноскопија, за кое што ни е потребна натаму некоја дополнителна обука и нас на лекарите и на самите технолози, за како би можеле да ги вметнеме и тие диагностички процедури во календарот мој термин кај. Во болницата работат двајца радиолози и 4 рентген техничари. Со тој капацитет на апаратот за компјутерска томографија успеваат да завршат 10 снимања дневно. Тој капацитет не е толков заради тоа што покрај оваа диагностика што работиме, ги работиме и останатите диагностики. Ехо, мамографија, рентгенско снимање на пациентите. За директорот на болницата Диме Коцев, капацитетите се користат максимално. Тој вели дека кадар постојано недостасува, но со оној што го имаат, успеваат да се организираат. За една година и половина, значи имаме 2500 снимања. Како бројка, дали е многу или малку, нема да навлезам во тоа, меѓутоа суштински ќе навлезам во делот на тоа дека снимањата на нашите пациенти кои се вршат овде односно имаат двоен бенефит. Најпрво е бенефит за пациентот кој што не патува на страна и истата диагностика, животоспасувачка понекогаш метода ја добива во родниот град, во родното место. А второ, многу е важно за нас колегите, докторите, дека можеме да имаме оваа диагностичка постапка како алатка, да можеме понавремено да ја поставиме и поточно да ја поставиме диагнозата, посебно кога се работи за малигни заболувања. Затоа што знаете ки тие болести, што побрзо се открие болеста, порано ќе се отпочне и со лекување. Токму поради сознанието и од терен дека нема доволно кадар за апаратите да се искористат максимално, прашавме во Министерството за здравство кој ја правел проценката дека ЕУ треба да ни донира баш вакви уреди. Одговор не добивме, но истите прашања ги поставивме и до делегацијата на Европската Унија. Доделувањето на финансиската помош од Европската Унија се врши во инклузивен процес, предводен од институционална страна од Секретаријатот за европски прашања, координирајќи ги барањата кои покриваат различни потреби. Конкретно, за опремата за диагностичко снимање, купена во 2022 година, имаше одредени средства на располагање од пакетот помош за ковид. Дополнително, во однос на вредноста на апаратите, од ЕУ одговорија дека вкупниот износ на договорот изнесува околу 3,6 милиони евра. Оваа сума ја вклучува целата опрема, незината набавка, испорака, инсталација, тестирање, обука и гаранција, обезбедени во првата година од незината употреба. Траењето на гарантниот период е според правилата за набавки на Европската Унија. Сумата секако ја прави уште поразбирлива критиката на евроамбасадорот. Брисел потрошил 3,6 милиони евра за опрема што Северна Македонија им ја побарала, а сега нема кадар да ја користи во полн капацитет. Но ако е за утеха, има и опрема што поминала полошо. Италија во 2022 година ни донирала 2 апарата за магнетна резонанца од така наречено отворен тип за градската општа болница 8 септември. Бидејќи се со слаба јачина, служат за снимање само на мускулно-скелетен систем, но бидејќи даваат снимки со ниска резолуција, докторите ретко ги користат. Досега направиле само 114 прегледи вкупно на двата уреда. Вредноста на апаратите е околу 750.000 евра.
Во Гостивар пак има дониран апарат за магнетна резонанца кој никогаш не е ставен во употреба, бидејќи ниту имало простор, ниту кадар. Последно, заклучено е дека повеќе нема ЕСАП апаратот да се стави во употреба. А во Скопје, вообичаена понеделничка гужва на клиниките. Пред Институтот за радиологија се чини нема поголеми задржувања за преглед, но внатре зад вратите се гледа редица пациенти на шалтер.